Се повеќе случаи на јазлеста кожа се појавуваат во Струмичкиот регион. Сточарите секојдневно отстрануваат понекое сомнително грло од своите стада. Во Иловица, Штука, Моноспитово, Градско Балдовци и Висока Маала. Фармерите се постојано во неизвестност дали следното заболено животно ќе биде токму од нивното стадо. Покрај опасноста од ширење на болеста, сточарите се загрижени и за големите загуби кои ги трпат од продажбата на млеко и месо, но и поради долгиот процес за детектирање на болеста. Моите крава е донесено у Петоко. Докторот дојде, зема крв вчера у понеделнико. Ги пошти резултатот, не се стигнани, а не се знае дали е оште од таа болест што се кажува, нели, или од друга болест. И сега чекаме резултата, а не смееш ни да понишиш, да фрлиш и не знам што да им правиме. Колку време од Петоко не е? Од Петоко и тука. Од страна од стаато горе, да кажеме. Да нема проширување на стаато. И сега за едно животинче кажуваат дека сите сакат да не ништат. Панде вели дека многу денови се чека за резултатите од анализите на крвта за сомнителните говеда, а во тој период тие сами се справуваат со мерки за заштита на останатото стадо. Не знам ја. Крв е изземено, а дали симптоми што ќе покажат каков резултат ќе излезе, това и јас не го знам. Се чекаме резултат, а добичето самаче тука, това не е лесно. Това добиче да го гледаш, ка самаче тука, страшна работа е това. Јазлеста кожа се пренесува преку инсекти, најчесто комарци или шталски муви. Па затоа од Агенцијата за храна и ветеринарство препорачуваат редовно дезинфецирање на просторот околу шталата, како и заштита на животните од убоди на инсекти.